до сега во изминатите година дена би рекол излеговме со над 50 случаи во кои овие состојби се илустрираат, меѓутоа одиме на тоа да го заштитиме идентитетот на граѓанките и граѓаните кои се одважуваат да зборуваат за нас со тоа што ги објавуваме сториите замаскирани, така да кажам, за да ги наведеме оние што се засегнати да извршат притисок врз него. Специјалното јавно обвинителство со својата маестрална наистина работа која досега за толку кратко време ја извршија, дојдоа до едно храбро соопштение, храбро велам заради тоа што во ова денешно време и да се проговори, дури да се мисли различно од курсот на владата или на властодржците е храброст и конечно за жал ги потврдија нашите долгогодишни наоди, анализи и препораки. Впрочем, во нашите извештаи можеше да се забележи не само тоа дека човек му испаднале 5 лични карти. Имавме случаи во кои човек гласа за 30 луѓе во исто време. Понатаму, имавме случај кој неодамна го расветливме речиси докрај, иако го чуваме се уште идентитетот на нашиот соговорник, но го имаме и снимено на камера. За потполна веродостојност ги имаме снимено на камера и документите со кои ги подкрепува своите искази, кој открива дека на гласачкото место доаѓа едно лице со лажна лична карта и гласа. Наспроти повикувањето на избирачкиот одбор, наспроти тоа што избирачкиот одбор повикува полиција на помош, полицајецот на лице место таму пресудува дека тоа лице има право да гласа и дека откако ќе гласа, после тоа може да се преземат одредени мерки. Во моментов истражуваме податоци за тоа дека, и се надевам дека ќе дојдеме до разрешница на тој случај, во кои стотици луѓе со лични карти кои им се двојни, тројни, гласаат на повеќе различни места во неколку општини во еден регион во Република Македонија. Исто така доаѓаме до податоци дека и сведоштва за тоа дека луѓето кои гласале еднаш со или повеќе пати со двојна или тројна лична карта или тројен идентитет, потоа доаѓа известно лице и ги собира тие идентификациони документи, односно лични карти, и ги уништува. Се надеваме дека ќе дојдеме и до снимка на таков материјал, но во секој случај, буквално секој ден, ако не и секој час би рекол, затрупани сме од информации, од дојави од граѓанки и граѓани за тоа дека манипулацијата со изборниот процес е секојдневна и таа дури трае додека јас и ви разговараме тука. И исто така една од главните алатки со кои се манипулира изборниот резултат во целост, како што специјалното јавно обвинителство кажа дека со криминално здружување се оди на тоа да се манипулира изборниот резултат, е токму избирачкиот список. Избирачкиот список со години наназад е претворен во лавиринт од најразлични грешки кои многу често изгледаат наивни на прв поглед. Меѓутоа, ни оддалеку не се наивни, туку се направени со план и со строга математика, со строга методологија. Впрочем, во избирачкиот список вам би се наоѓаат луѓе кои имале и обуки, странски државјани се, односно веќе не се странски државјани, биле странски државјани допред локалните избори во 2013 година, имале обуки во државни згради, во згради на државата, во згради на сите граѓанки и граѓани на Република Македонија.
имале обуки за тоа како треба да се однесуваат, кај треба да влезат, како изгледа избирачко место во Македонија, како треба да му придат на местото и што треба да кажат каде живеат, дека треба добро да научат како е името, презимето, адресата во лажната лична карта и потоа да гласаат. И тоа се случувало, значи, на влез во Македонија, во првата општина, потоа во втората општина, во третата општина, во Скопје, во неколку општини, сакате во Бутел, потоа во Аеродром и потоа во легендарниот центар.